Здраво на сите. Добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300. Надпреварувачите се подготвени, што значи може да започнеме, па да не должам повеќе. Прво ќе ги повикам денешните домаќини, односно оние кои што победеа во претходното издание на нашиот квиз. А тоа се Иван и Мики. Повелете. Здраво домаќини. Внимателно. Ја на доаѓање ги се лизнав за малце. Ама добро. И ние пазиме. Се снајдов. Како сте денеска? Супер, одлично. Расположени по минатиот пат, колку успеавте да ми земете? 200 ти земавме. 200, се вкупно 150, 150. Одлично. Имаше можност за уште, ама Да, после ви текна доста. текна, многу тенисирани текна Да. после. Веќе Нема вие врска. грем слемови ово на стените ви у глава, меѓутоа. Да, имате шансеве денеска да се поправи ситуацијата, но имате нови Задоволни противници. сме, нема Во проблем. секој случај, да. Сега ако сме спремни, Спремни сме. тогаш знаете која кабина е ваша, позиција еден. домакинската, на позиција 1. Благодарим. Повелете домакини, домакинската Благодарим. кабина е ваша. А за да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Драган и Васил. Повелете. Како сме? Добре, здраво. Расположени? Па, да. Певте вие веќе еднаш во листа за еднаш 300. е учествувано. Јас сум Драган Стојанов. Драган, што се случи ми каже на приказна дека за вториот пат кога требаше да дојдете за повторно дека си Ми правил закаже операција на забор. На кој заб го вадев? Катникот. Катникот, да. Добро. Се добро, да. Сега го немаме тој проблем, а? Да, сега. Нема да ни влие денеска на нашиот перформанс. Одлично. Па, Ке видиме. би требало, да. Би требало да видиме тоа. Ќе видиме. Васил, Така. да ги освежиме само гледачите. Кој е Васил? Јас сум Васил Тодоров, доаѓам од Велес. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да, кратко, тоа е тоа. Па да. Да не сакате да поздравите некого? Нема потреба. Фамилијата долу. Добре, се извади. Ја викам Беља ќе направиме. После ќе ми дојде Марчија, бе, требаше фамилијата да Ќерка поздравам. ми ќе викнеме поздрави. Тешко вас ке беше. Голем поздрав до фамилиите. Ништо, со среќа во продолжение, почнувате како предизвикувачи. Ќе видиме до каде ќе стигнеме. Повелете. Фала. Иван и Мики, односно Драган и Васил се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Иван и на Мики. Драган и Васил, дали се слушаме? Се случиме. Да, да. Одлично. Во продолжение, доколку имаме некаков проблем, некои пречки, ќе ви сугерирате. Ако нешто не ме слушнете, не ви е јасно, слободно да ме прашате, да не оставаме на случајност. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Да провериме кабината на Иван и Мики, дали се слушаме? Одлично. Да, одлично. Супер, тоа сакам да го слушнам. Значи може да продолжиме понатаму? Супер. Како и секогаш подготвени нашите надпреварувачи, а подготвени нашите кабини, што значи може да продолжиме понатаму со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Зборови во кои три пати се содржи буквата А. Бараме зборови во кои буквата А се содржи најмалку три пати, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Се разбира, зборовите мора да ги има во македонскиот речник. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Буквите А не е важно каде се наоѓаат во зборот. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Иван и Мики, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Драган и Васил, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Веќе добро знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Драган и Васил. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Драган и Васил, кога ќе имаме понуда, да слушнеме. 7, 7. Започнуваме со 7. 10. 10. 12, 12. 15. 15. 16, Едно повеќе 16. 18. 18. нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме, иако јас мислам
се покажало и погрешно во го пати дека малце надаве, можеби требаше малце повеќе, но ќе видиме. Да, ајде. Никогаш не се знае, нели? Можеби Драган знае нешто што ја не знам. Иван и Мики, имате 18 празни полиња кои што треба да ги исполниме со зборови во кои 3 пати се содржи буквата А. Како што напоменав, мораме да ги кажеме само во еднина, во еден род и без членување. Буквата А каде се наоѓа во зборот, воопшто не е важно. Буквите не мора да почнува, сакам да кажам, на буквата А. Повелете. Започнуваме со забава. Забава. Да. Така е, забава, точен одговор. Карикатура. Карикатура. Да. Па мене ме погледна и те подсетив, така сегаш видя карикатурава пред мене. Да не заборавам. Да не заборавам, дури ми е пред очи и на врт, така е. Карикатура, точен одговор. Паралела. Паралела. Така е. Парабола. Парабола. Или парабола. Како сега вика Нели Малски. Каква парабола? Така е, точен одговор. Парализа. Парализа. Парализа точен, пети. Анализа. Анализа. Точен одговор. Ананас. Ананас. Да. И ананас е точен одговор. Клавиатура. Клавиатура. Така е. Табакера. 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 Точен одговор. Тастатура. Тастатура. Точно. 10. Уште 8. Треба да марама. Марама. Така е. Одиме. Зандана. Зандана. Така е. Анархија. Анархија. Точен одговор. Анатема. Анатема. Точно. Банана. Банана. И банана е точен одговор. Уште 3. Барабан го имаме, извинете. Не. Барабан. Барабан. Така е. Градација. Градација. Да. Сега одиме со тешките збора. Да. Подолгите му. Тие што не ги користиме толку често, ама ги знаеме. Градација. Точно и последниот. Трансформација. Трансформација. Да се трансформираме. А сам свиме. Трансформирате во еврички. Еврики, да. Трансформација 80 точен одговор за Иван и Мики. Браво си, иако си малце потешко ви одеше тоа што мислев да заглавиме, па да Тактички? не се вративте. Или тактички беше. Добро, не се мешам Сега усвој. се. Добро, да, може и тоа да е честитки, како и да е. За првиот освоен поен, но знаете, имам уште една лицитација, затоа внимателно во продолжение. Драган и Васил, добро дира, но може би сепак требаше уште некој да ги измачиме уште малце. Да. Ама може би па ги изморивме сега за втората лицитација, полесно да одат работите. Повнимателно и похрабро во продолжение. Ништо не е изгубено, имам уште една лицитација, доколку го ја добиеме оваа, ќе играме на пенали, може целосен пресвр да се направи. Но доколку не, тогаш одиме на елиминација. Затоа треба да бидат внимателни малце повеќе Драган и Васил во продолжение. Да не должам повеќе, пред да одиме со второто надавање, да прочитам уште некои од оние зборови во кои 3 пати се содржи буквата А, сега ќе им се освежи меморијата на надпреварувачите, ги има доста, како што се Аждаја, Академија,
амајлија, потоа анимација, апсана, абстракција, арамија, вакцинација, валкана, гајдаджија, галаксија, гаража, гаранција, зарасната, јабана, камбанарија, караван, каратистка, катана, кафеана и така натаму. Тоа ги уште многу повеќе од 200 зборови во македонскиот јазик кои што 3 пати во себе содржат буквата А. Но сега е време за второто надавање, односно втората лицитација, а темата се истата гласи. Држави во чие име не се содржи буквата Н. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, во чие општо прифатено име во наша транскрипција не се наоѓа буквата Н. Доколку името на државата е од 2 или повеќе зборови, буквата Н не смее да ја има во било кој дел од името. Иван Мики, дали ни е јасна темата? Јасна ми е темата. Внимавајте уште еднаш ќе кажам, не смее да има буквата Буквата Н. Да. Драган и Васил, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Знаете дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Тоа се Драган и Васил. Ќе ве замолам да исклучиме кабината повторно на Иван и Мики, а Драган и Васил, кога киваме, понуда побелете? 10. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. 20. 20. И 2. 22. 25. 25. 28. 28. 30. 30. 41. 41. 41, да. 42. Едно повеќе 42. И 3. 43. 44. 44. А идеме до 45. 45. Некој одговара. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Иван и Мики. Се сега во ваши раце, доколку ги кажеме точни 45 имиња на држави во чие што име, нели, не се содржи буквата Н, ќе ја запечатиме или обезбедиме, како сакате, зацементираме нашата судбина победничка, односно ќе ги елиминираме нашите противници, доколку не, играте Да, пенали. одиме ваму САД или Америка. Како, Како ни па, како е правото име, нели? САД? Да, целото име. Окей, американски држави. Ајдеме вака. Перу. Перу. Така е. Чиле. Чиле. Така е. Боливија. Боливија. Така е. Бразил. Бразил. Точно. Коста Рика. Коста Рика. Така е. Перу. Јамајка. Јамајка. Точно. Парагвај. Парагвај. Точно. Уругвај. Уругвај. Точно. Португалија. Португалија. Точен одговор. Швајцарија. Швајцарија. Десети точен одговор. Швајцарија. Австрија. Австрија. Така е. Австралија. Австралија. Точно.
Русија. Русија. Точно. Белорусија. Белорусија. Точно. Латвија. Латвија. Точен одговор. Грузија. Грузија. Точно. Чешка. Чешка. Република Чешка се. Така е. Словачка. Словачка. Точно. Шведска. Шведска. Точно. Италија. 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 Така е. Малта. Малта. Точно. Кипар. Кипар. И Кипар е точен одговор. И Грција. Грција. Така е. Турција. Турција. Точно. Повеќе од пола поминавме. Извинете, Шведска дали ја кажавме? Кажам. Шведска, да. Не, Извинете, окей. Египет. Египет. Точно. Мароко. Мароко. Така е. Алжир. Алжир. Така е. Ирак. Ирак. Така е. Либија. Либија. Така беше правилно, Ирак, така. Иран или Ирак, како беше правилно? Либија е точен одговор. А Сомалија? Сомалија. Така е, уште 15. Гибралтар. Гибралтар. Жал ми е, Гибралтар не е призната Не. држава. Англиска колонија е, се појавува на фудбалски првенства, ама знаеме дека во ФИФА, нели мислам, учествуваат и како да кажеш, земји кои што не се признати од Обединетите нации. Многу ми е жал, при крај бевте, но вајде ова планиравте, мене да ми го направите интересно денешното издание на Листа за 300. Знаете дека На пеналите ги обожавам најмногу. Ви благодарам. Нема проблем. Победи друг. Иван и Вики, жал ми е што вака заврши работата, но на Драган и на Васил па не им е жал, прославуваат и со право. Ги фатив мета на кондиција, мала грешка, но ни ви кошташе скапо, да кажеме, ете поен кој што на вас ви обезбеди пенали. Убаво тактички одиграно. Вие како стоевте со државите, ќе ги набројавме ли 45? 30 не може да дадам. Не, ќе кажеме 45, ама. Така. Многу мислење имаше, кај многу работа. А сега, да прочитам уште некои од оние држави во чие име не се содржи буквата Н, па потоа се селиме на пеналите. Тука ги имаме Барбадос, потоа, се извинувам сега, доста кажавме, Бугарија, Гамбија, Гватемала, Ел Салвадор, Еритреа, Етиопија, Замбија, Зимбабве, Израел, Ирска, потоа Камбоџа, Куба, Самоа, Саудиска Арабија, Сешели, Сирија, кажавме, мислам. И така натаму, ги има доста, ги има околу 80 на држави во чие име што не ја содржат буквата Н. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пенали. А темата за денешните пенали гласи: држави домакини на Формула 1 трки. Бараме имиња на држави во кои се возеле Гран При трките од Формула 1 од првата сезона 1950 година па се до денес. Во некои држави повеќе не се возат трки, а во некои се вози од самиот почеток. Ние ги признаваме сите, па макар се возела трка само една сезона. Иван и Мики, дали ни е јасна темата? Одлично. Драган и Васил, дали ни е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први почнуваат да одговараат оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска во таа улога се, како што рековме, Драган и Васил. Драган и Васил,
Го чекаме вашиот прв одговор. Австрија. Австрија. Трката во Австрија се вози од 1964-та трка, тоа е точен одговор. Унгарија. Унгарија. Унгарија или Хунгароринг, еве јас ке се пофалам дека во веќе далечна 1999 бев на трки. И тоа е точен одговор, само да видам, се извинувам, од која година. Унгарија од 1986 година се вози. Белгија. Белгија. Точно така, од 1950 години со мали прекини наваму се вози стазата во Белгија. Точен одговор. Италија. Италија. И Италија од 1950 година учествува во F1 трките. Канада. Канада. Канада од 1967 година, точен одговор. Австралија. Австралија. Австралија се вози од 1985 година, тоа е точен одговор за Иван и Мики. Катар. Катар. Катар, една од поновите патеки, или држави како сакате, се вози таму Формула 1 од 2021 година. Точен одговор. Бахрейн. 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 Бахрейн од малце поодамната стара стаза од 2004 година. Што значи точен одговор? Велика Британија. Велика Британија. Велика Британија, колевка на автомобилизмот од 1950 година наваму зазема активно учество во F1 трките. Точен одговор? Нирбургринг. Нюрбургринг. Германија. Германија, да. Германија од 1951 година активно учество во F1 трките. Монако. Монако. Од самите почетоци од 1950 година Монако е со патека F1. Јапонија, Сузука. Јапонија, позната по Сузука. И така е од 1976 година се вози. Точен одговор? Кина. Кина. Кина од 2004 година има Формула 1 трки. Точен одговор? Интерлагос, Бразил. Бразил. Се извинувам. Бразил од 1978 година. Точен одговор? Шпанија, мислам. Шпанија. Нема што да мисли, Шпанија едно од првите од самите почетоци во F1 трките од 1951 година. Иван и Мики, дали имаме одговор? Франција. Франција. Франција од самите почетоци, активна 1950 година, точен одговор. Мексико. Мексико. Со мали прекини од 1963 година па се до денес зима учество, точен одговор. Иван и Мики, мора да бидеме побрзи. Португалија. 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 Се вози до 1996 година. Точен одговор. За жал денеска нема трги. Судиска Аравија. Саудиска Арабија. Абу Даби. Саудиска Арабија, така е, таа е најнова патека, односно најнова земја. Земја во која што најтазе се вози формула, така е. Иван и Мики. Морам да почнам да бројам. 10. Кажи ми Белгија дали е кажано? Да. 8. Англија, кажане? Да, Велика Британија. 6. 5. 4. Финска.
Финска, ајде да видиме. Финска, позната потоа што има добри шофери, позната по рели трките, но за жал Формула 1 трка немала никогаш Финска. Иван и Мики, заглавивме на F1 трките. Баш ми е жал, криво ми е кога вака ќе се случи. Дали имавте некоја друга држава во глава? Русија. Русија? Па зашто не игравте Па со му нас? кажаме. Избрзавме малци, тоа скапо не кошташе. Во секој случај, момци, фала ви што бевте дел од листа за 300, јас си поминав одлично во ваше друштво. Не си одиме без пари, земавме сепак колку толку 200 евра, што се вика да се почастиме по еден ручек, но она што е поважно е дека вратите од листа за 300 ви се широко отворени секогаш кога сакате, слободно повелете. Одлични надпреварувачи бевте, со високо подигната глава ќе можете да го напуштите нашето студио. А Драган и Васил, честитки до вас двајцата, одлично одиграно. Дали имавте вие некоја држава или веќе почнавте да заглавувате? Турција имаше Формула 1. Точно така. Азербејџан мислам дека има или Точно. Така, добро, значи ги имавте сега, ќе ги прочитам јас Аргентина, сите. не сум сигурен, И Буенос Ајрес, Аргентина, да, да, 1998 година, после тоа нема. Требаше Македонија да се најде нова листа, но пропуштив уште една сезона. Многу ми е жал. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Драган и Васил да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда? Ќе то знаеме во продолжение, затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Васил и Драган ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена и за многу кратко ќе споделам и со нив, а и со вас, драги гледачи, но пред да го направам истото, на брзинка треба да протрчаме низ листата, чисто да се подсетиме како стојат работите. Нашата листа е составена од 15 празни полиња и доколку сакаме да освоиме максималната сума, ќе треба истите да ги исполниме со точни одговори. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, Драган и Васил, дали сте подготвени да слушнете темата? Да. Имам интересна тема, слушајте вие добро, драги гледачи, денеска. Го тестираме нашето знаење на тема Општини во Македонија во чие име се содржи буквата Ц. Извор сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на постоечки општини во чие име се содржи буквата Ц, без обзир од колку збора е името и каде се наоѓа во истото. Дали не е јасно, бараме општини кои што ја содржат буквата Ц, како Црнагора, Да. да ги кажем ја првите три. да ги како Еве полежи, се договораме, да. договорете се, Што се договори? Центар Струмици и Кавадарци. Ајде. Центар, Струмица и Кавадарци. Одиме со Центар. Општината каде што се наоѓа телевизија Сител, така е, да, така е. Нашата општина. Центар, точен одговор. Потоа што рековме, Струмица. Струмица, да. Така, Струмица И и Кавадарци. Кавадарци. И Струмица е точен одговор, и Кавадарци е точен одговор. Браво за првите 50 евра освоени. Што правиме, одиме понатаму или ќе се ги земеме овие 50 евра? Чего не? А? Човек, чего интересен ти е тоа? Чекам Скопје, кис. Општина не ондека ке Прилеп. Могила, Не, имаше доле, могила, битова. не бе, ководиш на македонски брод има тука, како ги вика, Како си играш едно место на Велес па прадиште кога си иде натаму? а Богомила, во Чашка, ама општина Не, Чашка. Или не беше, да, Чашка јас сум е се таа со грешка. Ч. Не. Не, грешка сум, да. Знаеш, не без грешка. Градско, не градско. Ц го направи. Градско. Ќе помине со Ц, ќе она. Може како градско, така што. Во ваму, мајки Свети Николе, Деварцата. да, како си беше над Велес и тоа е општина тука. Пепи Цилокупки што беше. Деве над Велес 10 км ше горе на село, општина е тука. Каде бе Горовинци? Не на Горубинци. И уши едно. Идеме Свети Николе, Скроз не Кочани и го одма до Кочани. Што е? Чешиново облеше, бе. Чешиново облеше. Македонска каменица. Каменица, човече, Боже, ајде уши тоа. Ајде, Заборавите цела држава. се кој беа? Ајде, почеток. Не, уште Ајде, девет- кажи, одиме понатаму или... Петровец, Што да, бе? одиме. Одиме понатаму? Одиме, да. Ајде да видиме. Петровец.
Те ви излажав, не е точно. Петровец. Точно така општина во близина на Скопје, нели? Точен одговор. Дебарца Дебарца и Каменица. и Дебарца е точен одговор и Македонска каменица. Македонска каменица. Да пробам уши 3 да ги. Дванка. Ајде кажи, нема. 83 општини су. Нема. И Македонска каменица, точен одговор за 100 евра. Размислете убаво сега, Ајде да видиме. што ќе правиме. Не сакаме да ги изгубиме овие 100 евра. Вие двамата, како беа ондека самите паско поле, немаше таа. Не се мачи со Скопје, толку ќе ти кажам одма. Нема. Скопје батали го. Помало. Катастарски општини веќе и кажаме купа нас. Абе, Ката... абе, под општини, кажи ги, но која... Тие, знаеш колку има мали Во општини? мали, да, ама ваму Ондека, како ги вика ние, Кубаново, Старо Нагаричен, имаш уште една тука долу, пред Македон... Како вика, тој мислам дека... Чегранац. Не Чегране, не Кој? Чегране. Ранковци. Ајде, Ранковци. Ечо, ајде. Ја чекај више уште две. Ја више не смем да помош. Не, не. Ќе ме карат. Готово. Друго? Вака си кеше ке Маврово таму имаше едно мера. Во Маврово и Ростуши Ростуши. е тоа. Родстуш. Ростца. Што да ми тетови Ранковци. Ајде на ке Тетовска натаму мислете. Јагуновци. Јагуновци и Ротенци, ама Ротенци не е уште. Не, Јагуновци е сигурно уште. Да, Јагуновци. Ајде, па уште една една за главне. Ранковци, Јагуновци и уште една. Чекај Петровска. Како си каже на од гости Барселона, ондека што има странки, леле. Не знам е блокирано. Не шетај, стои. Чекај ми сплетко јазиков. Јагуновци, Ранковци. Ако на джипи беше. Нека струга само да не бъде. Абе, има там општини еден куп дамо. Девчани. Вече не е. Леле, уште една. Уште едно. Мала помоша. Ранковци, Јагуновци. Не може веќе ќе ме Не карат, сериозно. Не може таа е. Да уште уште една. И готово. 300 има, да, уште една на пола да спаса. Ај вака ќе играме асоциација стварно. Ајде. Како викаме? Чекај, што се од не се трошки туку, како викаме или како викаме орис, што се тоа? Зрнца, орис, Зрновци. Зрновци. Ајде, вожи мишко, вожи. Веќе ќе ме ги запамтите ли кои се? Ајде одма. Ранковци, Ранковци, Ранковце, Јагуновци и Зрновци. Ранковце. Седми точен одговор. Потоа рековме Јагуновце. И Јагуновце е точен одговор. Осми. И Зрновци рековме за 150 евра. Точно така, девети точен одговор. Честитки за освоените 150 евра. Сега, што правиме? Да викам да си ги земеме Доста парите. е. Да, не сме направили Нема никаква логика. грешка. Да не се мачиме повеќе. Честитки момци, на моје огромно задоволство си обезбедивте учество во следното издание на нашиот квиз. Ке се дружиме повторно, плюс на сето тоа и 150 евра успеавте да ни однесете. Честитки! Пред да се одјавам и да го значиме крајот, ја да ги прочитам сите оние општини во Македонија во чие име се содржи буквата Ц. Тука се Богданци, Брвеница, Виница, Дебарца, Зрновци, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Македонска каменица, Новаци, Петровец, Пласница, Ранковце, Струмица, Теарце, Центар и Центар Жупа. Тоа се оние општини во Македонија кои што во своето име ја содржат буквата Ц. Со ова, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300, а вие во продолжение останете со убавата програма на телевизија Сител. Едноставно уживајте и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!